катастрофалниот земјотрес во Скопје на 26 јули 1963 година се појавува потреба од стручна подршка при реконструкција на градот, која 2 години подоцна резултира со одлука за формирање на Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија. Институтот беше формиран од професор Тиберие Киријас, кој во тоа време беше и ректор на универзитетот, и од професор Миладинов, професор на градежниот факултет. Тие повикава двајца инженери во универзитетот, Трифон Паскалов и мене. Меѓутоа, професор Тиберие Киријас ни кажа дека е од државен интерес да се формира институтот, а ние како подобрите студенти од градежниот факултет сме предложени. И тогаш прифативме. 9 месец, 1 септември, ни рекоа да се појавиме во една барака која се наоѓа близко до Машинскиот факултет на улица Орце Николов, празна барака. Отидовме тамо и се видовме 5 први запослени. Почетците не беа лесни, сами ја опремивме бараката, немавме никакви сметачки машини, се сеќавам, го купив првиот шибер за работа. Со скромен почеток и голема посветеност на првите 5 мина вработени, институтот тргнува во првата мисија – обнова на разорнатото Скопје и создавање нови кадри со што придонесува кон изградба на општество отпорно на природни катастрофи и прераснува во символ на надеж, знаење и градење нови темели за посигурна иднина. Основната наша цел уште од основањето е ИЗИС да помогне во реконструкција на разрушеното Скопје. Тука беше нашата прва мисија, обука на тогашните инженери, кои што беа вклучени во обновата, во проектирањето и изградбата на тогашните разрушени објекти, но и нивната санација и зајакнување. ИЗИС од самото негово формирање во 1965 година активно работи во обновата на постземјотресно Скопје. Од 1965 година па се до 1995 година, односно во периодот на постземјотресната обнова на градот и засилена архитектонска активност за изградба на општествено значајни објекти и значајни резиденцијални населби, ИЗИС активно учествува во процесот на проектирање, ревизија и консултантски услуги. Во тоа време новите општествено значајни објекти, тоа се Соборен храм, зградата на владата, Народната универзитетска библиотека, Скопски саен, зградата на Народна банка, Градскиот трговски центар, зградата на Универзитетот Свети Кирил и Методи, Македонската опера и балет, Македонската академија на науки и уметности, Македонската радиотелевизија, ЗОИЛ, училишни и здравствени објекти и многу други објекти. Исто така, ИЗИС во тоа време има водечка улога во санација на оштетени објекти од културно-историска вредност, воглавном во старата Скопска чаршија. Неретко бил и директен извршител на експериментални испитувања на репрезентативни објекти во сите скопски општини, вклучително и архитектонски и урбанистички белези на Скопје, како што се Градски зид, Порта Влае, Порта Буњаковец, висококатниците во Капиштец, аеродром, Карпош и други. Практично во огромен број од објектите по кои овој град е препознатлив, ИЗИС бил вклучен како проектант, соработник на проектантот, ревидент или консултант. Кога зборуваме за мисијата на Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, јас ќе ве вратам многу назад,
односно ќе ве вратам баш на почетоците на формирањето на овој институт, односно точно 60 години од формирањето на нашиот институт. Верувајте, кога ја најдов сите документи каде што е напишана мисијата која што треба да ја исполни институтот кога се формира, јас бев зачудена што во него беше напишано. Мисијата е сумирана во следните мандати: истражување, развој, едукација и обука од областа на земјотресното инженерство и инженерската сизмологија. Помош на владите во ублажување на последиците од земјотресите и другите природни катастрофи. Развој и подобрување на техничките регулативи, стандарди и прописи. Лабораториски и теренски испитувања. Сезмички мониторинг. Консултантски услуги за проектирање на позначени објекти во Скопје и пошироко. Тоа напишано пред 60 години. Работено на многу проекти. Работено во науката, работено во образованието, работено во апликацијата. И сега, после 60 години, правиме пресек. И верувајте, го имаме ова. 60 години имаме континуирано градење на сизмичко сигурно општество. 60 години научно-истражувачка дејност. 60 години образовна дејност, магистерски и докторски студии. 60 години апликативна дејност. 60 години после земјотресни мисии, 60 години општествена одговорност. Сето ова сме го реализирале во целиот овој период. Голем број на колеги и оние кои што почнале да работат во овој институт, жал кои што сега не се меѓу нас, вложиле голем дел од својата енергија, знаење за реализирање на голем број на успешни проекти и развојот на овој институт, за да дојдеме на ова ниво на кое што ние сега се наоѓаме. Впрочем, институтот е формиран врз основа на препораки од меѓународна агенција, поточно од УНЕСКО при Обединетите нации во далечните 60 години на минатиот век. Уште од самите почетоци се гледа меѓународниот карактер на институтот, бидејќи во првите години, треба да бидеме искрени, тогаш и немало доволно кадар и професори во нашата држава, па би рекол и во Европа. Ако го земеме еден од најпрестижните центри за земјотресно инженерство, тоа е Блум, Центарот за земјотресно инженерство на Станфорд универзитетот, тој е формиран во 1975 година. Значи 10 години после формирањето на нашиот институт, и ако некој има можност да помине, да го посети институтот, во Станфорд ќе види дека во книгата за импресии всушност има и благодарност на почетокот за експертите на институтот. Ова го кажувам само да потенцирам дека меѓународниот карактер на институтот всушност потекнува и од неговото формирање. Институтот действува во образовната, истражувачката и применетата област, комбинирајќи ја теоријата со пракса. 60 години изи се во чекор со најновите научни и технолошки достигнувања, современи образовни програми и учествува во развојот на инженерското образование, не само во нашата земја, туку и пошироко во регионот. Веднаш по основањето, во 1965 година започнуваат и првите магистерски студии, а во 1977 и докторските. Главна цел во почетните месеци беше одлуката да се организираат постдипломски магистерски студии. Дојдоа врховски стручњаци од оваа област. И тоа од Јапонија, Америка, Русија, Индија, Нов Зеланд и од неколку регионални институции од Румунија, Чешка, Поljска. Тие сите оставија доста труд и волја да пренесат знание на првите неколку генерации постдипломци во Скопје. Знанието
од оваа област која во Југославија тоа беше на ниво 0, не се земаше влијанието на сеизмиката во градењето, за кратко време се зголеми и мислам над нивото на Европа, што беше, бидејќи и Европа немаше во тоа време здание во таа област. Во рамките на своето долгогодишно постоење, кога значи се градела таа нишка на образование и наука, вредно е да се спомене дека во овој период имаме преку 220 магистрирани студенти кои што магистрирале во ИЗИС и повеќе од 70 докторирани студенти. Првите докторски студии се започнати во 1977 година, додека првата одбранета докторска теза е во 1981 година. Наредната година, во 1982 година, вредно е да се спомене дека под покровителство на Кралството на Холандија и нашиот институт тука се формира кадак курс, каде што од различни земји, практично од целиот свет, доаѓаат инженери до обука во нашата институција, каде што на некој начин се работи за кадак курс, кој што е всушност курс за асеизмичко проектирање и градење. Така да, во рамките на тој долгогодишен период од 26 години, кој што трае почнувајќи од 82-та година, имаме преку 520 инженери, практиканти, значи учесници кои што биле во рамките на овој курс и кои во текот на тој период и после тоа, всушност представуваат наши амбасадори во светот и може да се каже дека тоа се веќе високо признаени професионалци кои што работат и во образованието и науката, како и на доста високи угледни позиции во светот. Нешто слично на курсот кадак, кој што заврши после 26 години, ИЗИС веќе во фаза на реализација на курс кој што се вика Shake It Up, од теорија до пракса, меѓутоа сега се реализира со Универзитетот Метрополитен од Тирана од Албанија, каде што целиот наш кадар е ставен на располагање и се користи ресурсите и капацитетите да го пренеси знаењето кое што го има на генерација инженери и практиканти кои што треба да се справат со природни катастрофи и сеизмички ризици. Во рамките на Еразмус Плюс програмата имаме подпишано 6 годишен Еразмус Плюс договор за размена на студенти и кадар со ЦЕСИ школите од Франција. Тоа се инженерски школи кои што се финансирани од самата држава, претежно, односно поточно од индустријата, и каде што практиканти од тие школи секоја година доаѓаат кај нас на дообука, односно на пренесувањето на знаењата кои што ги имаме ние, да ги пренесиме на тој помлад кадар. Денес со гордост можеме да се пофалиме на успешната реализација на голем број проекти кои што се од програмата на Horizon, значи од Европската комисија, каде што ИЗИС не само што е партнер во дел од нив, меѓутоа и се јавува и како координатор. Понатаму вредно е да се спомене исто така голем број на реализирани проекти во рамките на програмата DG ECHO, каде што исто така се јавува и како координатор и како партнер. Понатаму НАТО, наука за мир, се реализирани доста голем број на проекти по кои што исто така ИЗИС е препознатлив. И сето ова води кон тоа да можеме да се пофалиме со стотици објавени и индексирани трудови во научно-истражувачки списанија со висок импакт фактор, голем број презентирани на научни конференции. Научната јавност ќе го памети ИЗИС по тоа што во 2010 година беше организирана 14-та Европска конференција за земјотресно инженерство, каде што ИЗИС беше организатор и беше одржана во Охрид, каде голем број на професионалци, научници од Европа и од целиот свет беа дојдени тука да ги презентираат своите идеи, своите научни достигнувања. Еден друг сегмент што е особено значаен за нашата меѓународна соработка представуваат меморандумите за соработка со институти и универзитети во нашата област, во област на земјотресното инженерство од целиот свет.
Овие меморандуми за соработка овозможуваат да нашиот наставен кадар и студентите низ билатерални договори присуствуваат и посетуваат настава на овие престижни центри, меѓутоа и обостранно и нивни кандидати и студенти од овие универзитети доаѓаат во нашиот институт. Можам нескромно да кажам дека скоро нема студент од втори, трет циклус на студии во нашиот институт кој што не остварил некоја меѓународна соработка, покривајќи ги нормално од страна на Еразмус програмата. Другите меѓународни соработки пред се треба да се гледаат низ апликацијата на меѓународни поддржани проекти. Во тие рамки институтот во последните 10 на 15 години представува еден од водечките научни институти во државата кои што имаат успешна апликација во проектите кои што се финансирани од Европската комисија, односно Европската унија. Тука можам да кажам дека покрај како партнер, институтот се јавува во поголем број на проекти како координатор на овие меѓународни проекти. Тоа е една од, би рекол, можда и најголемите привилегии за една институција да учествува во научно-истражувачки меѓународни проекти. Можете да си замислите да еден институт од мала држава, да кажеме, координира со проект од преку €1.000.000 во кој учествуваат и институти од многу поразвиени држави него Македонија. Тоа за нас представува не само голема чест, меѓутоа и одговорност и завоиднина да ги гледаме овие научно-истражувачки проекти од Европската унија како еден од главните столбови на нашето финансирање, односно долготрајно финансирање на нашите истражувачки проекти. Институтот е поделен на 6 специјализирани оддели, 5 високо опремени лаборатории и 1 истражувачки центар. Истражувањата се движат од динамички и аналитички испитувања, преку геофизички анализи до софтверски развој. ИЗИС располага и со мобилна лабораторија, алатка која овозможува истражување директно на терен, а со тоа и брза дијагностика. Лабораторијата за динамички истражувања, формирана веднаш по основањето на институтот, по форма и големина е меѓу најголемите во Европа. Оно што е карактеристично за оваа лабораторија е што институтите на некој начин и препознати во не само во Европа, туку и во светот е сеизмичката виброплатформа што имаме инсталирана овде, која спаѓа во 5 најголеми сеизмички виброплатформи во научно-истражувачките центри во Европа. Единствена е во Република Македонија, единствена е во регионот, најблиску ни Атина, следната е во Италија, Португалија, Франција и Англија. Тоа се 5 најголеми сеизмички платформи кои екзистираат во Европа за истражување од областта на земјотресно инженерство. Во периодот од 40 години, колку што е 45, фактично колку што активно оваа платформа е во функција, изработени се голем број, неколку стотици, можда 400-500 проекти и публикувани извештаи од најразлична намена, како за потребите за науката, за развивање на нови аналитички методи, подобрување на сеизмичките прописи за проектирање и на нови алгоритми, така и за испитување на за потврда и сеизмичка квалификација на различни типови на опрема за подстаници, трафостаници, нуклеарни централи, сеизмичка квалификација на најразлични неконструктивни елементи кои се дел од интериерите како спуштени, подигнати подови, спуштени платформи, специјални соби, чисти соби, различни типови на фасади. Меѓутоа се работи и испитување на нови технологии за кои се примената во областа на земјотресно инженерство за подигање на сигурноста, поголем степен на сигурноста, тоа што го и самите прописи го даваат, како што е случајот со овој проект што се реализира моментално во тек во лабораторијата. Тоа е проект за заштита, подигањето на сигурноста, јакоста и енергетската ефикасност на постоечки несеизмички проектирани и градени објекти. This project was conceived in the framework of an European activity financed by the European Community, and it was organized by our University of Naples Federico II in collaboration with the University of Skopje, North Macedonia,
and the Politecnico di Torino in Italy and the University of Lorraine in France. It was a very comprehensive activity devoted to the protection of existing historical buildings made of reinforced concrete with a new solution about seismic protection and energy efficiency based on the employment of timber elements together with aluminum plates. These two systems are devoted to increase the seismic performance of the building, and they are coupled with the cork panels that are installed outside the building to reduce the thermal dispersion through the building envelope. We are here and we are very happy to join this adventure with the University of Skopje, because here we have one of the most important shaking table tests at the European level. We are performing some tests on the shaking tables in order to evaluate the behavior of the single building, of the original building, and after to repeat the test on the building retrofitted with these new innovative devices. And up to this moment the results were very satisfactory. So we are sure that this new technology can be very useful for practitioners and researchers all over the world. Како дел од одделот за динамички испитување и информатика, секојдневно имам можност да учам, да соработувам со врвни професионалци и да користам најнапредна лабораториска опрема. ИЗИС активно учествува во голем број апликативни и научно-истражувачки проекти, па како резултат на тоа мојата докторска дисертација се развива во рамките на еден европски проект ERIES Resume, кој е под водство на професор Антонио Формисано од Универзитетот во Наполи Федерико Секонда, кој военно мој коментар. Преку оваа соработка имам можност да стекнам нови знаења, да разменувам искуства со истражувачи од различни земји и да придонесам до развивање на иновативни техники за подобрување на сизмичката заштита на објектите во нашата земја. Убеден сум дека ваквите проекти и ваквите институции како ИЗИС се клучни за развивање на нови генерации инженери кои ќе бидат подготвени да се справат со новите предизвици. Стручноста на институтот низ годините се препознава и во нивното учество во многу постземјотресни мисии во земјата и странство. Само 4 години после нашето основање, веќе во 1969 година, се јави нашата прва постземјотресна мисија, после земјотресот во Бања Лука. Низ годините потоа ние бевме присутни во тогашната земја, но и сега во нашата држава, на сите постземјотресни мисии. Од по новите можеме тука да ги истакнеме мисиите во Гевгелија 1990 година, во Битола 1994 година, но и последните кои што ние сами ги памтиме денеска, тоа е мисијата после поплавата во Скопје 2016 година, каде што правевме оцена на употребливоста и оштетеноста на објектите. Исто така, земјотресот во Скопје 2016 година, но морам да нагласам во оваа прилика дека покрај практичната оцена на објектите и нивната инспекција, ние вршевме и обука на општинските кадри и експерти. Тука би го напомнал земјотресот во Битола 2022 година, каде директно бевме вклучени во едукација на експертите, односно инженерите во општините, за да можат соодветно да ја направат проценката на објектите после тој земјотрес. Институтот активно учествува во развојот на национални нормативи, во изработка на законски решенија, во експертизи по катастрофи и проценки на ризици. Во одделот за ризик, управување со катастрофи и стратешко планирање при нашиот институт во континуитет веќе неколку декади група на истражувачи посветено работи на примена и унапредување на проценките на сеизмичката опасност и сеизмичкиот ризик. Во последните години ние како група на истражувачи од нашиот оддел сме
фокусирани на унапредување на овие проценки во така наречената мултиризик околина, што ќе ни овозможи нашите проценки да добијат холистички или сеопфатен карактер. Нашите истражувања, можам да кажам дека наоѓаат и реална примена во законската легислатива во нашата држава. Овде конкретно мислам на последните проценки за сеизмичката опасност за Република Македонија, кои што веќе од 2016 година се влезени како национални анекси во европските прописи за проектирање. Во моментот исто така посветено работиме и на ажурирање на овие проценки со цел да истите ги задоволат и барањата на втората генерација на европските прописи, која што не очекува да биде имплементирана многу наскоро. Морам тука да напоменам дека ИЗИС е и носител на истражувања и активности за изработка на картите за сеизмичко зонирање на Македонија согласно најновите европски прописи за проектирање и изградба на сеизмички отпорни конструкции. ИЗИС е вклучен и воедно носител на проектот Мислење за сеизмичка заштита. На секој новопроектиран објект практично. Вршиме контрола на новите објекти од ниво на основен проект па све до изграден објект. Особено е значајна едукацијата, насочена не само кон професионалците, туку и кон институциите, општините, училиштата и пошироката јавност. Повеќе од една деценија ние сме вклучени директно во едукација на јавноста преку разни видови на едукативни работилници, особено насочени кон целната група, односно најмладите во оваа држава. Тоа се прешколската возраст и основното и средното училиште. Ние правиме посета или нас не посетуваат голем број на ученици организирани во нашите простори или во нивните простори, каде што го пренесуваме нашето знаење во случај на позначителна катастрофа. За научната исклучителност, професионалноста и напорите во градењето на сеизмичко безбедно општество, ИЗИС е добитник на бројни награди, признанија и благодарници, а во 2015 година ја добива и државната награда Орден за заслуги на Македонија. И 60 години подосна, новите генерации на истражувачи имаат обврска да ги продолжат визијата и ентузијазмот на првите вработени и да ги зачуваат квалитетот и професионалноста по кои се препознава институтот во земјава и светот. Во ИЗИС, имајќи ја одговорноста и привилегијата да го наследиме сето она што претходните генерации го создале, главна визија би било да го одржиме квалитетот и професионалноста во нашата работа и секако да се стремиме да бидеме уште подобри во оние три линии во кои што ИЗИС действува: научно-истражувачка работа, наставно-образовна дејност и апликативна дејност. Во научно-истражувачка работа секако ИЗИС ќе се стреми да го одржи своето место во интернационално ниво, но и да ја развие уште повеќе својата мрежа, зашто повеќе користење на научно-истражувачките капацитети од европските фондови со цел имплементирање нели во нашата земја. Целокупното тоа знаење да се пренесе на нашите студенти и на новите кадри и секако да се имплементира во действувањето на нашето општество. Оно што е особено важно е активно да се грижиме за сета онаа опрема која што имаме наследено, меѓутоа да бидеме во тек со технолошкиот развој и постојано да ја унапредуваме, да се набавува нова опрема, бидејќи само така ќе можеме да ги оствариме овие наши цели. Согледувајќи љубовта и професионалноста на целиот кадар кон својата професија, неминовен е успехот и верувам дека ИЗИС ќе оди во нагорна линија, создавајќи подобро утре за општеството. Институтот навистина е среќен и горд, особено со младата генерација која што ги препознава овие, да кажем, историски факти околу меѓународната соработка на институтот и многу ги поддржува и ги доразвива. Така да младата генерација веќе е носител на голем број на предлог проекти до повиците од Европската комисија и голем број од нив се успешни. На крајот би сакал да истакнам дека институтот апсолутно ќе продолжи во афирмација на своето, меѓутоа и на нашето, би рекол, државно научно истражување во меѓународни рамки и само така можеме да одиме напред и во не само во европски, туку и во светски рамки. Секој завршен проект, секој дипломиран студент што беше во нашиот институт и од земјата и од странство,
всушност беа мотив, инспирација и надеж за уште поголеми успеси во иднината. Новата генерација, сега ова која што има таква чест да го прославува овој голем јубилеј, се состои од помлади колеги на кои што им верувам дека во иднина ќе постигнат уште поголеми успеси.